Епа, драга бандо, добре дојдовте во најновата епизода на Не се нервирај. Не бе брат, за друго се нервирам. Полека, без нервози, удрете по еден subscribe, измалтретирај го и звончето, како не би пропуштиле ниту една епизода. Јас ветувам дека почесто ќе ве малтретирам. Шибаме. Број 5 за денеска. Луѓе, премногу. Значи, коса им паѓат од нервози некои кои ќе се паркират точно до линијата на паркингот или врата до врата, Господе Боже. Мислам како и да не се нервираш, како да излеземе од колава бе, со телепортација. Ја, ако ќе зема тракторон дондерено, ја тога и нек се паркира до мене. Добре, брат, за тебе знаеме. Само не се нервирај. Не сме сите со трактори на планетава. Мислам, во рете, разбирам дека никогаш во склоп на универзумов нема да има доволно паркинг и дека сите нешто брзет да стигнат некаде. Точно зато, брат, треба и да се трудиме, да сме коректни. Значи, посвети 30 секунди во прописно паркирање. Најако ми е што јас јадам трици за паркирање во Охрид, кај што 150.000 евра секундата паркинг коштат. Жими се, јас кој ќе дојд пашено за паркирање, не плаќам преку SMS. Не, кич ми е то. То многу мейнстрим било. Сакам чедоно да дојди и да ми речи се паркиравте точно 36 секунди и 28 стотинки. То ќе ве коштат вкупно 7.984 денари. Зато јас паркинг во бубрек плаќам. Не се нервирај. Како не се нервираш, бе, брат? И после разбирливо е дека некој не само што нема прописно да ја паркират колата, туку ќе остај така. Косираче, бе, косираче. Кој сакат, нека го посвојат, ете го. Дури не ја ни остават, се понашат ко Кит Ричард после концерт кој ќе излези тона, кој ќе му е све равно. Равно, fuck about, piece of fucking shit. Равно, shit about. Само тој не се нервира. Број 4, кој ќе изедиш, не, чекај, полго да го формулирам. Значи, не кој ќе изедиш, туку кој ќе извршиш, да ме простите, етничко чистење врз јадењето. Ни тровче, ни она мало замакање кој ќе не остани. И празното пластично пајнче го враќаш назад во фрижидерот. Брат, замисли го, следниот што ќе го отвори фрижидерот, значи не гладен, безгладен, кој ќе го види това панчево празно. Јо не, пак празни оставаш бе, брат. Брат, не се нервирај. Не, брат, за друго се нервирам. За вакви клети ѓубриња. Мислам дека треба да имат посебно место во пеколот. Знаеш какво? Например, се нормално да биде. И фрижидеров остаен таму огромен, преполн со работи. И ѓубрево, кој ќе стане гладно, ноќеска во пеколот, кој ќе го отвори вака фрижидерот, се што ќе чепни да испари. Дали не е преако? И некој цело време му вика: "Еј, не се нервирај." Не, брат, за друго се нервирам. Пекол! Како ми те бенди свит сега, намити. Број 3, значи нешто што стварно може да те изнервирате, некој кој ќе зборви на кино. Мислам, ние веќе и заборавивме тоа како беше сега, колку сме опуштени вака по дома, да нема човек за што да се изнервират. Ама ви текви, на времето, ко можевме да оиме на кино, и некој кој ќе почнеше да дрдори цело време. И зошто не дозволат насуство на 5 минути? Број 2, многу нервират. Некој, посебно во мала просторија, како лифт или по скалите во зградата, некој кој ќе се изнапарфимират до таја мера, што да ти дат носот, не носот бе, душата да ја продаеш. Не да мирисат на парфем, инсистират на парфем, брат. Во рете, мислам, хигиената е половина здравје и сето тоа е прекрасно. Ама, ако ти е планот преку преубо мирисање да извршиш светска доминација, не, најди друг начин. Не знам како да ти објаснам, сите не вади то такт, разбираш? Број 1, ова ми е најомиленото. Пушење во лифтот.
Дали имат нешто погадно? Ве прашмам, еве, не знам. Наречете ме ограничен човек со конзервативни сваќања. Зошто море? Дали не можеш да издржиш 25 секунди од куќе излезиш од домати, дур да слезиш пред зграда и рад со панорама, со да можеш ногата на колце да ја закачиш. Разбираш, да си запалиш едно цигар. Зошто во лифтот, човеку, во некои земји ова да му го правиш муавет ке речат, ај се, молим те, измислуваш. Не измислувам. И најаке ми се, кој ќе влезиш ти во лифтот, се прави дека го крие цигарето, демек, пошо ние во лифт кој ќе влезиме, јас не дишам. На нос особено не. И не можам да осетам дека некој пред тоа испушил 9 штеки цигари внатре. Осеќам ко нешто да не е окей, ама не можам да разберам шо. Не можам. Ми се чини дека можда хороскопот дента не ми е погоден, зато не можам воздух да подземам. Ми се чини како демек премногу Марс ми е во втората куќа од третата кула лево, а Венера пуши во лифтот. Не се нервирај, како не се нервираш. За друго се нервирам. Сега е моментот, драга бандо, каде што вие, доколку ова видео ви се допадна, стегате лајк и го шеровате на другари и другарици. Се гледаме во наредна епизода. Освен не се нервирај, друго ништо не можам да ви кажам. Се надевам дека ве бендиса. Ако не, ќе имате поубави видеа. Stay tuned!